Попова шапка стана Кодред Јелит. Име кое не е ново и веќе долго време се користи, но само како несоодветен превод на албански јазик. Оти новото име значи сончеви ридови. Сега Елем го ставила и во промотивно видео, и тоа не само на пропагандниот материјал на албански јазик, туку и на тој што е на англиски. Но како такво видеото кратко беше достапно, оти бурните реакции во јавноста ги притиснаа во Елем, па денеска се поправија, но делумно. Ставија ново видео, но со двете имиња, што исто наидува на негодување кај јавноста. Попова шапка сменето име. Ништо чудно, на државата и го сменија името, а не на Попова шапка. Брука и срамота, ски центар, село го направивте, името го дадовте, уште што? Ова се дел од реакциите по социјалните мрежи, но има и такви за кои Кодред Јелит е правото име. Браво, така треба, Кодред Јелит. Нормално дека е Кодред Јелит и секогаш било така. 95% од туристите и газдите на викендиците се албанци. Да не сакате да се вика на шпански подобро. Попова шапка името го користи веќе 6 децении. Кодред Јелит пак се користи 20 на години и не само во говорот, особено кај албанците. Општината и низ градот одамна има поставено патокази токму со ова име, што е збунувачки барем за странски туристи кои нема да знаат дека се работи за ски центарот Попова шапка. Одговор треба да дадат надлежните, зошто не реагираат ако се знае дека топонимите не се преведуваат. Во Елем се правдаат дека се работело за техничка грешка која веднаш била исправена. Техничкиот пропуст е произлезен од страна на службите на Елем Турс, кој стопанисува со центрите, а во чија организација беше изработката на промотивниот материјал. Како АДСМ изразуваме жалење што идејата за промоција на природните убавини во зимската сезона на Попова шапка добија политичка конотација. Сепак во Елем не образложија како ја исправиле грешката, кога и во новото видео стојат двете имиња.